Мариово, како што не може да се замисли без древниот Еригон, без Селечка, Лигораса, Чебрен, Нидже, Кожув, Мариовски Козјак, без Калеш Анџа од Старавина, Итар Пео од Градешница, Чучук Митра од Пештани, Шачир Војвода од Прилеп, човек кога ќе го спомне Мариово, не може да не го спомне и Стојан Куликов, Толе Паша, роден во Мариовското село Крушејца, кое се наоѓа на левиот брег на Црна река, на околу 7 километри југозападно од неа, лоцирано на 29 километри јужно од Прилеп, од десната страна на патот за Витолиште, чиј патен крак се двои веднаш во местноста Липов дол, во насока на источната падина на Селечка, непосредно под незиниот највисок врв Висока, покрај Крушевичката река, чие извориште е на превојот Слива, а сливно во кањонот Чебрен до селото Крушејца. Голем е бројот на патописци, историчари, археолози, авантуристи, патувајќи низ Мариово, што го посетиле и ова село, кои оставиле бројни записи за него, како што е записот во етнографијата на вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника, која на француски јазик е издадена во Цариград во 1878 година под редакција на тамошниот весник Курие од Доријан, во записот на Васил Кънчов, Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во записот Топографски и етнографски карактеристики во Македонија од Стеван Верковиќ, издадена во Санкт Петерсбург во 1889 година, како и описот во романот Толе Паша, издаден во 1956 година на македонскиот раскажувач и романсиер Стале Попов, кој е најавтентичен запис за селото Крушејца, каде што на најсликовит начин е опишан животот на Крушејца од последната деценија на 19. век, па се до првите 5 години од 20. век, попрецизно кажано до 1904 година, преку ликот на крушејчанецот Стојан Куликов. Се наоѓам во Прилепскиот дел на Мариово, во селото Крушевица, родното село на познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша. Се наоѓам овдека во светските гробишта, во Светската црква, каде што почива познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша, и неговиот син Велјан, а познатиот македонски романописец Стале Попов го има неговото херојство опишано во истоимениот роман Толе Паша, па ќе ви прочитам еден дел само тој роман. Сонцето веќе беше искочено високо над Перун и почна да припечува над главите на аргатките во оградите и нивите на Демовци, Селимовци, Мерциновци и Артемовци, а на тој имот работеше и семејството на Стојан Куликов. И ако сакате да дознаете како е опишан познатиот македонски војвода Стојан Куликов, Толе Паша, за неговото херојство кој што го бранел македонскиот народ овдека во Мариово, прочитајте го романот Толе Паша од Стале Попов, а ние дел од овој роман ќе го опишиме во новата приказна за селото Крушевица, во приказната за Толе Паша, опишено што реков во романот на Стале Попов. Во многу населени места во Македонија, од средините на народот, излегуваат самородени револуционери војводи. Една таква револуционерно-историска фигура е и мариовскиот војвода Толе Паша, чие вистинско име и презиме му е Стојан Куликов, роден во 1868 година во селото Крушејца. Во романот на Стале Попов Толе Паша, Стојан Куликов е опишан како строен маж со сиви очи, руса коса, црни вејџи и подзасучени мустајчи, со орлов нос, буен и здрав, растен во природа, личен што не може да биде, премногу развиен за своите години, бликал од здравие, сила и убавина, заштитник на сиромасите,
прогонувач на турските угнетувачи и бегови во Мариовско, по душа мощно правичен. На своји 19 години, заедно со татка си Трајко, чичко му Куле, заедно со другите членови од семејството, работел на имотите на Демовци, Селимовци, Мерсиновци, Адемовци, Коласабја, а најмногу на имотот на бегот Адем Маджаровски. Не можејќи да ги трпи неправдите и тортурите што беговите им ги правеле на трајата, Стојан Куликов станал ајдутин. Ликвидирајќи многу аги бегови, дерејќи го запленетиот плен од агите и беговите на сиромасите. Притиснат од турските потери, минувајќи ја Црна река, префрлувајќи се во Старо Мариово, во селата Зович, Старавина, Груништа, Будимирци, Градешница, Бешиште, формира своја вооружена чета, која станува страв и трепен за турците при прибирање на даноци и други давачки за турската власт. Толевото име прераснува во легенда. Тоа е по планините, раскрасниците, секаде во Мариово. Станува мит, Паша, Мариовски Паша. Надалеку познат по неговата изречена закана кон беговите, агите, а и кон македонските чорбаджи и коджабаши, како и предавниците на својот народ: јас сум ви Паша, јас сум ви Кадија, јас сум ви Султан. Во есента 1901 година во Леринско и Мариовско престојува Гоце Делчев, каде што ги посетува четите на Толе Паша и дедо Колјо Добровенски, а мариовци во чест на Гоце Делчев, дедо Колјо Добровенски и Толе Паша ја испеале песната "Мори бабо, стара бабо, нешто ќе те питам", каде што изворно во истоимениот роман е запишена вака: "Мори бабо, стара бабо, нешто ќе те питам, право да ми кажеш бабо, без да ме излажеш. Кој војводи беа бабо у вас на вечера, дали беше Толе Паша или дедо Колјо? Дал ме питаш, море аго, право ќе ти кажам аго, без да те излажам. Ниту беше Толе Паша, ниту дедо Колјо, туку беше Гоце Делчев со неговата верна дружина. У нас вечера аго и си замина аго за Кожув планина." Стале Попов во романот посветен на Стојан Куликов, иако во завиена форма ја опишува и оваа обнародена меѓу мариовци песна, која секогаш се пеела, а и денеска се пее не само во Мариово, туку било каде да се наоѓаат мариовци. Не плачи мајко, не жали мори, не жалај, не рони солзи крвави, мале, оти ќе станам мале ајдутин. Песна која мариовци му ја посветиле на нивниот заштитник и војвода Толе Паша. Не плачи мајко, не жали мори, не жалај, не рони солзи крвави, мале, крвави по твои бели образи, мале, оти ќе станам ајдутин, мале, бунтовник. Турчинот не го пуштам, мале, Турчин да ми се башари, мале, тамбори на татковото огниште, мале, во мајкината куќа, мале, на сестрината постела, мале. Стале Попов во романот Толе Паша на најавтентичен начин и во најсликовита форма го опишува ликот на Стојан Куликов по Илинденското востание. Иако како војвода бил поканет да замине во Бугарија, останал во Мариово да ја дели судбината заедно со својот напатен народ. Стале Попов во романот Толе Паша на најавтентичен начин и во најсликовита форма ја опишува есенската ноќ наспроти 13 и 14 октомври 1904 година, каде што Стојан Куликов со својата чета од 11 души ја напушта Градешница и преку Бешиште и Врбско се задржува во селото Гуѓаково и нерамноправната борба
која започнала утрото на 14 октомври истата година при напуштањето на селото помеѓу четата на Толе Паша и турскиот аскер, која се разврзува во 4-часовна крвава борба меѓу аскерот и комитите на Толевата чета, каде што во оваа борба храбро загинува војводата Толе Паша, неговиот син Велјан Куликов и речиси целата негова чета, завршувајќи со овие реченици: се наведе и втор камен да земе, но Боше коџобашијата не му даде тоа да го стори. Со светкавишна брзина го јавна одзади, го стисна со двете раце за врат и го удави како волк јагне. Со ова братучедот Боше го освети и својот братучед Велјана, помалиот Толев син, на кого Сулјок Чауш му ја столчи главата. Си ја наметна мамзерката од Чаушот и уште вечерта го најде Брниклијата во галичките колиби и му се придружи. Го соредија чорбаджијата Стевана од Клушеица и побрлистата од Чаништа, па потоа ги положија и своите глави. Драги мои, сето ова што ви го раскажав е само дел од вистинските настани и случаи од тоа време. Не само во селото Клушеица, туку во сето Мариово, каде што навистина македонскиот раскажувач и романсиер Стале Попов автентично го опишал секој лик, историски настан, додека пак читателот, читајќи го овој роман од почеток до самиот крај, го има чувството дека живее во тоа време. Настаните кои се опишани живее заедно со личностите кои постоеле во тој временски период, исто како што јас го имам тоа чувство секогаш кога го препрочитувам овој роман. Драги мои, сето ова што го напишал Стале Попов, не само за Стојан Куликов, туку и за неговото родно село Клушеица, во романот Толе Паша, ќе се обидам да го надополнам со документарниот материјал од архивата на продукцијата Мариово филм за селото Клушеица, снимен во 1998 година и преку денешнава реалност, денешниот изглед на родното село на Стојан Куликов, селото Клушеица. Но пред да ви ја прикажам денешнава најавтентична слика во ова 2016 господово лето за селото Клушеица, родното село на Стојан Куликов, предлагам заедно прво да го погледаме документарниот материјал за селото Клушеица, што е снимен пред речиси 20 на години, како што претходно напомнав во 1998 година. На 30 километри од Прилеп, во крајниот јужен дел на Селечка планина, во завршните ограници на правоите Слива, Висока, во Кришевичката Чанишка рамнина, на 600 метри надморска височина, во правец југо-исток се распостила селото Клушеица. Оваа селска населба се наоѓа во непосредна близина на регионалниот пат Прилеп Новолагово Штавица Кален Витолиште, чија делница на волшебен начин се пробива низ карпесткиот планински масив на Селичка планина. А некаде на 30 километар кај местото викано Лисичка падина, каде што се наоѓаат изворите на Лисичка река, десно од магистралата, во должина од 6 километри води асфалтиран кривулест пат, кој на чудесен начин се искачува по живописниот планински предел, а некаде на половина од овој селски пат, одеднаш доаѓате во една питома околина во самото Клушевичко поле по селото Клушеица. За оваа селска населба постојат повеќе легенди и преданија. Според едно предание, името на ова село потекнува од многуте круши горници кои во минатото овде вирееле, а според друга, во давнишни времења овде се наоѓале неколку мајдеми, каде се вадел кршен камен и се носел во соседните села, а тоа место го нарекле Кршеица, Кршилица
Крушеица и денешното село Крушеица. Ова Мариовско село датира уште од давнешно време. Според некои пишени документи, оваа населба датира уште од антички период, меѓутоа, подостојни пишени документи имаме од втората половина на 15 век. Ова село во турските дефтери се спомнува под името Кршилица. Во 1487 година ова село брои 10 куќи, 80 жители, 7 плевни, 6 аргачи, 5000 овци и 50 коњи. Крушеица во овој временски период му припаѓа на битолскиот вилајет, на прилепскиот Беглер-Беглус. Крушеица до 1630 година е чифличко-спахиско Беглер-Бегловско село. Од 1687 година до 1635 година представувала административен центар на Мариовскиот Беглер-Беглус, но како што велат селаните, поради непристапните проводни патишта, како и големата оддалеченост на селата, на селските населби, од втората половина на 17 век Крушеица, па се до првата половина на 18 век е чифличко село. Дека оваа населба има своја историја на постоење од ова време, зборуваат остатоците од некогашните турски кули и од некогашниот турски харем. Крушеица спаѓа во така наречените рурални села во Македонија. 110 души се наоѓаме во нашето село, 143-4 куќи, 5. Значи, нема искусен, сете се куќите, број 10 куќи празни, најдеш една по двајца, некаде до тројца, 4 куќи сне фамилиарност, по 5-6 во селото. Друзите на 1, на 20 и некаде на тројца, така оди сите. А сете се во старост. Селото околу 90 куќи и 5-6, нешто така сметам ние. Со кој села сне граници овдека? Ами еве го Кален, Дуње, да ти речам и од таде онаме бе Прчен има, тие села, Пештани, Кокрај, 3-4 села тамо и Чаништа овдека сме. Тие па онија наќе се према битолското подружје, башка далеко е таќе. Крушеќани своите адети, обичаи, обреди, крштевки, свадби, културни традиции ги изведувале во селската црква која се наоѓа во средината на селото, изградена некаде во 16 век, на местото од некогашните гробишта. Овој свети храм неколку пати е обновуван, а последниот според записот во 1931 година. Па животот денеска во најшто село е среден. Некој може да животара на поубав начин, некој на полош. Се занимава со сточарство, земјоделие. И шумарство што користи за своји потреби, за продажба нема, работа не користи. Секој човек има своја земја по катастар, така речем. Па по катастар негде по 5-6 погони има. Тоест, па тука негде, по 50 на декари, 100, тука му е. Низ Крушеица тече Крушеичката река, која го дели селото на две мала, Горно и Долно мало. Селото има големо средсело. Од средселото се издвојуваат две широки и долги селски улици, а од нив лево и десно неколку тесни и мали по должина сокаци. Крушеица, иако е село од збијан тип, сепак има малски карактер, затоа што во непосредна близина на куќите се наоѓа и имото на селаните. Тие се населени биле, живееле по мали фамилии, семејства. Од 3-4 семејства се населени. Имали од таде село и од таде село живееле и се соединиле. Сега не знам која година се соединиле, го направиле селово. Се собрале на едно место како заедница и го основале селото. Мојата е од Громаѓето, одваде село е доселена. Има од Хебово доселени, од кај хотел, од 5-6 места така се пособрале и соединиле село. И се кој како што седати во тој правец му е селувањето. Овој долниот дел од село, во донј дел се селиле. Ние овде во средниот дел сме од право, па тука доселени. Овој горниот дел по таја страна. И кој како што иделе така, и по некој од сосема суседни села иделе, се вселиле и го основале селото. Ова село од памтивека има урбанизирана целина.
На ова село може да се сретнат различни архитектонски решенија од различни временски периоди, меѓу кои наистакнат е периодот од првата половина на 20. век. Повеќето од семејните згради се на два ката, со голема влезна дрвена врата, мали тесни прозорци, така наречени џаблаци, а до катот некогаш воделе на дворешни камени скали. Секоја куќа имала задолжителен чардак, големи прозорци, покривот порано бил со турски керамиди и плочи, додека пак плевните, тралата, се покриени со ржанова слама. Крушејце нема бунари. Од памтивека ова село има свој водовод. Во минатото, водата до поимотните селани доаѓала преку глинени и печени цевоводи, а имало и неколку селски чешми. Основна екзистенција на селаните е сточарството и земјоделството. Крушејце го има најплодното земјиште во Маријовско, најсочните пасишта. Во 1961 година ова село има над 6000 грла овци, 3000 грла кози, 300 грла коњи, 100 зевгар волови, 4 налбати, 2 сарачи, 3 самарџи, 3 ковачи. Во 1961 година селото брои 250 жители. Како што велат Владо, Димитар, Јован, Бранко, селото беше некогаш убаво, големо, вриеше од народ. Мештаните велат дека Крушејца беше надалеку позната. Арно, ама денеска во него останаа само старците и неколку стари беќари. Голема стагнација селото доживува во првата половина на 20. век, по Илинденското востание, а посебно за време на Балканските војни и Првата светска војна, каде што доаѓа до десеткување на машкото население. Во разните војски биле мобилизирани околу 50 луѓе, од кои дома се вратиле само 10 селани. Не е иселено. Чаниште е иселено. Му отепале некој си војник и због тие причини ги селили. И те веќе го знаеле по старите луѓе човекот кој отепал. И не му било го тој, сетно 60 на луѓе отепал. Во матиниче времење кога се сменувале отепал. Китан, тој најме се викал, потоа ја отерале во Јамбол, Бугарија. Турчино живел одека порано 500 години го држал во место го работел тој. Сетне си селили, нападнале па наши народ, некој од Бешишта, намо Марио, Никота, одај па така го зазеле. Крушејца е револуционерно село. Во ова село роден е Толе Паша. Од неговата родна куќа нема ни трага ни камен, се претпоставува дека некаде во близина на црквата живеело неговото семејство. Миграцијата село-град не го одминува и ова село. Таа започнува во далечната 1961 година со затворањето на селската задруга, со префалањето на неколку индустријски капацитети од овој крај во прилеп ка Вадарци во Битола. Како што велат Јован, Бранко, Владо, на ова село голема штета им направило уништувањето на козите, колективизацијата. Од тој временски период сточниот фонд не се опорави и исто така селаните додаваат раселувањето на селото започнува во 1990 година со затварањето на училиштето, каде што преостанатите дечиња мораа да заминат во прилеп ка Вадарци Росоман и на други места да го продолжат своето образование. Крушејца е едно од 25 села во Прилепскиот дел на Маријово. Ова село ја дели истата судбина што ја имаат овие села. Крушејца имало различни периоди во досегашното екзистирање. Секогаш кога некој ќе помислел дека ова село ќе се заборави, ќе изумри, повторно ќе изникнело како период кој очекува дожд по жешкото сонце. Животот на ова село се поврзува и со стара традиција. Секогаш кога ќе се родело дете по селото, се засадувала круша од скоруша, а кога ќе стасало за женидба, се калемала крушата од скоруша, а колку круши ќе се роделе на крушата од скоруша, уште толку појасни ќе имала таа фамилија. Крушејчени велат, ова село ќе има
селани се додека по полето нивно ги има крушите оскоруши. А крушите оскоруши нив ги има насекаде, од Превел Слива па низ цело Мариово. Почитувани мои, 30 години патувам низ Македонија. 28 години сум низ Мариово. Овде еве денеска на Вртолу, на 2021 господово лето, се наоѓам во непосредна близина на врвот Маргара. Врвот Маргара е десно од мене, каде што во 1903 година се одиграла една од многуте битки за време на лидерскиот период. Лево од мене се наоѓа едно сакрално здание, кое што со милениуми постоело, со векови, каде што овдека народот доаѓал, овдека го посетувал, а тоа е црквата манастирот Света Петка. По покана на мештаните од селото Клушевица, по покана на црквениот одбор, продукцијата Марија Филм еве денеска овде присуствува да направиме еден нов видеозапис. Сум многу радосен и среќен денес што на овој голем православен христијански празник на Вртолун се наоѓаме на ова место кое можеби не сум се надевал дека никогаш ќе го посетам, меѓутоа еве се најде денес повод за едно, да речам, место каде што се планира да се гради еден храм Света Петка. И им се воодушевувам, да ви кажам искрено, на ентузијастите, на луѓето кои што наумиле ова да го направат, и ова ќе биде уште едно катче, уште едно место за да можат православните христијани да доаѓаат овде и да се помолат за здравје на Господ и едноставно да уживаат во овие природни убавини, во оваа недопрена природа, во овие планински масиви овде во Мариовскиот регион. Човек да дојде во овие планински висини, да кажам, на овој терен во Мариовскиот дел, не може а да не се подсети на се она што го имаме ние изучувано, што сме читале, што сме слушале, што сме гледале филмови и така натаму. И да не се воодушевува на луѓето кои својата младост ја дарувале, да кажам така, за македонскиот народ, борејќи се со сите оние кои што посегнале по македонското парче земја и кои што се обиделе да го поробат македонскиот народ. Нам ни треба многу време и многу простор за да ги наброиме сите херојства, сите дела на македонските херои, војводи и јунаци кои што се бореле овде на овие терени воопшто во македонските простори. Јас само ви споменал во кратки црти нешто она што можеби, ако може да се каже така, е позначајно или најзначајно. Би ги спомнал двете мариовски буни кои што се случиле овде на овие простори, едната негде во 16-тиот, другата во 17-тиот век. Би ја споменал битката на врвот Маргара, кога Сдружените чети го освоиле врвот Маргара и кога се стапиле во борба со турскиот аскер. Имаме податок дека се работи некаде за турски аскер во бројка од околу 5500 војници, и тоа се случувало сето во екот на Илинденското востание. Бидејќи овој дел овде каде што моментално се наоѓа во близина на населеното место Крушевица, не можеме и не смееме да заборавиме, а да не го споменеме еден од најголемите македонски јунаци и македонски војводи, тоа е Толе Паша или Стојан Куликов Трајков, кој што оставил траг и белег на своето време, кој што се борел храбро и за жал го положил својот живот заедно со неговиот син, се за слободата на македонскиот народ. Во тој контекст, кога веќе спомнуваме за овие времиња
кои што се случувале, значи тие работи, овие војни, да речам тие борби и така натаму, значи многу одамна уште во предилиденскиот период, па за време на елиденскиот период, па меѓу двете светски војни, во Балканските војни, па и во Втората светска војна и така натаму. Значи би сакал да напоменам нешто, да споменам нешто за тоа што е тоа поимот јунаштво. Ако воопшто може да се дефинира како поим тоа јунаштво, значи тоа е пред се, викаме ние јунаштвото е храброст и извршување на некои дела кои што на тие јунаци, на тие војводи, на тие херои лична корист не им носело и дури тие го ризикувале и својот живот. На времето, своевремено, јунаците или хероите, значи се сметале за надприродни битија. Меѓутоа, подоцна биле бирани за водачи. Борбата, битката не ја водело светлото на оружјето, туку ја водело срцето јуначко кое што чукало во градите на тие јунаци. Јунаците имале своја цел, имале своја идеологија. Значи, тие се бореле за правда, за хуманост, за љубов. Знаете како тешките одлуки се носеле во тешки времиња. И луѓето покажувале самопожртвуваност и љубов. Кога зборуваме за самопожртвуваност и само за љубов, тогаш станува збор за луѓе кои во многу тешки ситуации не мислеле само на себе, туку мислеле и на другите. Тие луѓе, тие јунаци, тие херои, тие војводи, борејќи се за татковината, не се плашеле од смртта, рани и на своите повреди. Меѓутоа имале силен дух, имале силна идеологија и тие се воделе од девизата таму каде што царува јунаштвото, злото робува. Или обратно, ако злото е цар, јунаштвото е роб. Би им препорачал на сите млади генерации да ги почитуваат и овие луѓе кои што ги дале своите животи за слободата на ова парче земја овде, и ние треба да бидеме среќни што имаме вакви херои јунаци од кои што треба да учиме, да им се водушуваме и на кои што можеме да им се поклонуваме за се она што го сториле за оваа земја. Јас се воодушевувам на ентузијазмот и на волјата и на храброста, би рекол, на тие луѓе што на ваков непристапен терен, значи градат еден ваков православен христијански храм, и секој православен христијанин треба да го поздрави, значи градењето на вакви православни христијански храмови, каде што луѓето, значи ќе доаѓаат овде и ќе се помолат на Бога. Како македонци мораме да го помагаме секој во границите на своите можности градењето на ваквите сакрални, на ваквите православни христијански храмови и објекти, затоа што тоа практично ја дефинира нас и тоа би представувало едно сидро за опстојување и представувало секогашна историјата сидро за останување и за опстојување на македонскиот народ на овие простори. Нека е денот за новогодини. Што денеска ти си готвачот овдека? Мајстор. Така. Што ќе има денеска ручек за? Јавниче. Така. Јавниче со компирчиња. За колку отприлика гости да речеме? За 100 души. Ќе има што се вели. С нами Бог. Јас се на него надејам се буду, будет небо свештение, јако с нами Бог. И уповаја Бога на него и спасуся им, јако с нами Бог. Сеја си дети, јас се ми даде Бог, јако с нами Бог. Люди Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин.
Ајде заедно сите Отче наш да си ја кажеме молитвата. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници. И не воведувај не во искушение, но избави ни од лукавиот. Јако Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа, и не и присно и во веки веков. Амин. Благословен си, Христе Боже наш. Зашто Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Мир на сите. Вашите глави приклонете ги пред Господа. Благодата, милосрдието и човеколюбието на единородниот Син Твој, со кого си благословен заедно со пресветиот, благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Да внимаваме. Светињата е за светите. Јас сите ги запознав Крушевичани, но еден ден, како викаме народно, ме седна мене Јоши и ми рече: Отец Кирил, колку што треба јас ќе ти дадам пари, ти ако сакаш горе да се качиш. На оваа планина ме сврти, точно топонимот не го знам на ова место, простете, но ми кажа со прст: таму да појдеме на Света Петка. Само се завртив, еве го тука е Јоше, ни е присутен, да е здрав и жив. Му реков: Јоше, како што правил преходниот и свештеник, здрав и жив, но од сега па натаму ќе ми имаш и ќе накачиме горе. И знам дека првиот пат бевме само со Јоше, слава Богу. Зборуваме за таа 2012 година, тоа лето Господово. И од тогаш па наваму, почитувани браќа и сестри, иако ја чествуваме во Мариово, нели, светителката, Света Петка, имаме доста посветени црквички манастири и слава Богу се радуваме, трнувајќи од село Чаниште, па потоа во село Пештани. Праќаме отец, нели, да се почитува и во село Бешишт, односно во Сатока. Се радувам што ние сме собрани тука. Ми спомна еден човек, еден брат во Христа. Сега во овие моменти отец вика: ги броев, имаме 50 на дојдено, слава Богу. Сега и секогаш и во вечни векови. Господу помолим се, а Господи помилуј. Господи, благослови го лебов, пченицава и виново и умножи го во ово место, во ова село, во целиот Твој свет, постојано и сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Во името на Отецот сите кажуваме амин. И Синот, и Светиот Дух. Ајде, Јоши, ви сте дојдете овде? Христос посреде нас. Христос посреде нас. Христос посреде нас. Ајде да покажем. За Богу. На Бога да е. Вековите. Нас опротивнија дарујај, и Твое сохрајнајај, крестом Твоим жителство. За многу години, браќа и сестри. Ето така.
Можете сега споделите. Можеме сега да одиме по патот. Честитки. Мене ми е многу голема радост во мене. Верував од почеток, јоше уште на почетокот некаде дојде со мене, разговаравме и јас реков не треба да се силиш, Господ ќе дај благодет и работите ќе си течат како што треба. И многу ми е сега голема радост во мене, пак ќе повторам, бидејќи еве на некој начин Господ пушта пат и ова свето место ќе се врати во една форма, можеби во која што било во некое постаро време, бидејќи не случајно е тука, околните ридишта се свети ридишта, така на некој начин сите, бидејќи се газени од луѓе со милениуми, да кажам, тука остатоци има разни. Мори и тука паселе говедата, овците, сириштето наше е од тука, од овие ридишта. И сега баш као тоа и многу битки и немили настани се случи летеа Маргара таму, па и овде на Висока, Првата светска војна, Балканските војни, пред тоа исто така случувале работи. Маргара загинале неколку наши македонци тука во битка со окупаторот, со поробителот тогаш. И затоа и кам ова место не случајно во седиштето не ни такви собитија, не едно движење, онаму од кај што сме произлегле, од кај што сме обстанале и да се надевам и мислам дека ова е начинот на напредокот, на развојот. Со верата, со црквата која што не одржала и која што и понатаму ќе не одржува, бидејќи можеби единствениот вистински и како институција и како вера која што не сплотува. Другото, еве да не навлегуваме во политики, гледате што ни се случува од разни страни, некако сме растргнати, а верата и црквата може да не обедине. Амин. 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 Ајде још. Ајде сега да одиме по По молитвите на светите отци наши, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуј не. Яко с нами Бог, я се на Него надеялся буду, будет небо священие, яко с нами Бог. И уповая Бога на Него, и спасуся им, яко с нами Бог. Серия сидети, аже ми даде Бог, яко с нами Бог. Му благодариме за пато што го направи. Еве благотворница, поверете, напела. Благодариме. Јас сум задоволен колку што можеме ние помогнеме со сите средства, али тоа е тоа еден пат што сум помина. Горе долу. За многу години. Да се ми завише до година па да се видиме. Да се гледаме заедно. Благодарница за местна заница
Крушевица. За много години на помош дено да е. За години на помош нека благодарни сме до сега и че соработуваме понатаму со манастирот. Значи ние како месна заедница на селото Крушевица заедно сите сплотени че соработуваме. На сите манастири. На сите манастири. На Света Нела, на Крстоен и на црквата Крушевица. Да се работи сложно и за оба да види. Благодариме. На помош празникот да се гледаме за Зубо. Се горде што денес ходите во Маријово, овдека на манастир Света Петка, кој што постојал пред многу векови. Се горде како што рече свештеникот, во 2012 година биле само тројца, денес сме 50-70 души, до година 100 пењадници. Дали се горде што ете полека нашиот коре македонски? Горде многу и затоа дојдам овде да бидеме повеќе исто така на 8 за дено да има повеќе народ и да се продолжи традицијата да се поштува манастири, цркви се, да не се краде и да не се Дали е тешко да бидеш председател на месна заедница или е лесно? Па од една страна тешко, од една лесно, значи не е за кој сакаш работата, значи не е тешко. Можеш она да го сработиш, она што ќе го побара волја да имаш. Треба да имаш волја и желба да го сработиш тоа. Јас како представник од местната заедница, значи ми е кеф денес што чест ми е што за благодарницата и што сни помогнале тука и еве се здобивме со некои признание дека сме и понатаму сакаме да помагаме и че соработуваме и посакувам на сите се најдобро и за многу години наедно. А исто така може кој сака да донира. Може исто така да донира за манастирот за Света Петка, за Свенела, за Крстоен. Кој сака, кој има желба, кој колку може да се прави нешто да се напредува. Пред да направиме разговор со ктиторот на овој манастир на Света Петка, господинот Јоше, ќе ве прашам, ќе постои едно прашање. Дали сега дојдете кој во Прилеп? Ќе ви поздравам вашите пријатели, другари. Кај си бе Маријовец? Дали овој се чувствувате? Дали сте горди на тоа? Во секој момент сте горди. Значи Маријовец опет е грех. И нема шо тоа да не вреѓа. Ајде да го чуеме ктиторот. Еве овдека прв пат доаѓам во лепотата близина на врвот Маргара, каде што овдека низ вековите постоел манастир Света Петка. Прво да ми се представи своето име и презиме, од која фамилија си? Јас сум Милоше Трајковски, од фамилијата пастора фамилија Ѓорчевци. Бивам од фамилија Видановци. Како се више таткото и мајка ни? Татко ми Цајко, мајка ми Глоришка. Од кое место више мајка ни? Од село Орле. Од Орле. Што беше мотивацијата, што беше тоа, ете овдека во Селечка планина, под врвот на Маргара, да го обновиш да биш ктитор на овој манастир, вековит манастир Света Петка? Тоа беше, овдека мене ми се кажуваше наслушно 3 пати. Мораше на третиот пат да дојдам овдека прво донесе една икона. После поставих некои лекот, мокои се. После блокот донесох формални, а неформални ќе се разговор. Да се оформи манастир, да се знае. Ја 17 години како ученик овдека за Света Петка славиме, а од 2003 година е почнато прво да славиме. Желам ли душите што денеска помогнува овдека? Многу се бранка. И е душата помогнува. А една порака за сите, една порака да испратите, дали е добро, сите ние македонците каде и да се наоѓаме, дали во Маријово, дали во Македонија, дали во Америка, Канада, Австралија, низ целиот свет, да се дојдеме дома, затоа што помага и да се работи. Нека е денот за години. За многу години да се гледаме. Да се видиме заедно. Побарете на 8 на самтиот ден Света Петка да има повеќе народ. Со Господ напред ќе дојдеме. На помош да се гледаме заедно со Бог. Чулте Господ. Поздрав. Цела битова да